Добро вечер во 360 степени. Еве ги темите за ова издание. Ќе заврши ли пародијата со владењето на правото во случајот со дивоградбата на Пластичарска? Се ќе биде спроведено во рамки на законските надлежности и точно со министерот за транспорт и врски ќе разговараме и тоа на владина седница за овој случај. Како мерка против масовната злоупотреба, антикорупцијска предлага табличките на службените коли да бидат во друга боја. И тогаш многу лесно граѓаните ќе ги забележуваат и надвор од работно време кај се користат, дали ќе бидат пред кафичи, пред теретани, пред џамии, пред не знам што. Ете, изрековте и опомени, тие се потези кои што барем засега се покажуваат како неделотворни, затоа што продолжува праксата. Не можам да се согласам со тоа дека не вродуваат плод. Има влијание тоа во однесувањето на функционерите, меѓутоа, за жал, некој сите. Случајот со дивоградбата на Пластичарска изградена на државно земјиште метафорично се уште е на ничија земја. Со оглед на тоа што градоначалникот на општина Центар е од редовите на СДСМ, а директорот на Државниот инспекторат за градежништво Кадар Надуи го именува владата, со темата го соочивме и премиерот. Тој најавува расправа на владина седница и посредно рушење на дивоградбата. Михаил Милошевски за подигрувањето со владењето на правото. Минатата недела објавивме дека објектот што на диво се гради на државно земјиште на Пластичарска во Скопје е при крај. Прво, општината Центар немаше фирма за рушење, па потоа МВР немаше полицајци за асистенција. За кога се создадоа услови предметот да заврши во Државниот инспекторат за градежништво. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. Од страна на Државниот инспекторат стигна барање да самите предмети им бидат дадени во вид. Ние како општина истото го направивме. Кога прашавме во општината Центар кој е основот за одземање на предметот од Државниот инспекторат, ни одговорија член 145 од Законот за градење. Тој предвидува одземање предмет од општината поради непостапување, но за да се случи тоа, потребен е и подпис од министерот за транспорт. А министерот за транспорт Благој Бочварски тогаш ни одговори дека не се потпишал на такво нешто. Тогаш, како е можно државата сама да постапува незаконски за незаконски изграден објект? Ако се суди по изгледот од надвор, диво изградениот објект на државна земја на Пластичарската улица е речиси готов, а додека на булеварот Никола Карев во Скопје градењето е завршено. Во четвртокот, во Штип, почнуваше изградба на нов објект – канадска фабрика за автомобилски делови. Отидовме таму за лично да го прашаме премиерот Димитар Ковачевски. Како негов директор не го прашал надлежниот министер кога одзел предмет и спречил рушење дивоградба. Ковачевски кажа дека темата ќе се разгледува на највисоко ниво, но не пропушти да додаде и дека нема намера владата да се меша во општинската надлежност за рушење дивоградби, преку алузија на екс-премиерот Никола Груевски и случајот Космос. Од мене не може да добиете уверување дека ќе оди премиер да руши дивоградби. Имавме еден премиер што рушише дивоградби, сега не е тука. Така да се ќе биде спроведено во рамки на законските надлежности и точно со министерот за транспорт и врски ќе разговараме и тоа на владина седница за овој случај. На нашите прашања дали ќе побара одговорност од директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи, кој е Кадар Надуи, но и од неговиот сопартиец градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, затоа што објектот не само што не е срушен, туку е речиси готов. Ковачевски не даде конкретен одговор, но посредно најави рушење. Јас ви кажав дека ќе бидат спроведени сите постапки како што веќе ги има отпочнато општина Центар. Постапката што ја има отпочната општината Центар во моментов е до фаза на решение за рушење. Но дивоградбата не се руши бидејќи, како што и јавно кажа градоначалникот, предметот им го зел Државниот инспекторат. Но откако минатата недела од Центар ни кажаа дека предметот го даде согласно член 145 од Законот за градење, а ние потоа откривме дека министерот не го ставил неопходниот подпис за инспекторатот да им го одземе предметот, прашавме во општината зошто го даде предметот на инспекторатот кога немало подпис од Благој Бочварски.
На барањето одговорите да ни ги даде градоначалникот Горан Герасимовски во интервју пред камера. Од општината Центар ни одговорија негативно, со образложение дека тој ќе биде на пат. Па побаравме да добиеме барем писмени одговори. Судејќи по Facebook страницата на Герасимовски, градоначалникот не бил на пат, па добивме одговор само на писмено и тоа по речиси цела недела чекање. Во него, општината не го споменува ниту членот 145 од Законот за градење, ниту кој било друг член и закон по кој го отстапиле предметот. Сега вела дека биле цел на вонреден инспекциски надзор. Од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам до општина Центар доставено е барање на 23 март 2023 година за прекид на постапка за посочените предмети, со цел вршење на вонреден инспекциски надзор и увид во предметите од страна на ДИГУ. Од ДИГУ до општина Центар на 27 март 2023 е пристигнато барање за преземање на предметната документација со цел утврдување на фактичката состојба за спорните парцели. Од општината вела дека сега го чекаат записникот од извршениот инспекциски надзор, па според тоа ќе одлучат за следните чекори. А неколку дена пред одговорот од општина Центар, односно истиот ден кога првпат го соочивме премиерот со развојот на настаните на државната парцела на Пластичарска, стигна одговор од Државниот инспекторат за градежништво. Сепак, немаше ниту збор за прашањата на кои баравме одговор со недели, како на пример, кога ќе го рушат објектот на Пластичарска, туку само став за основата за преземање на предметот. По однос на предметот од општина Центар на така наречена Пластичарска, инспекторатот има постапено по поднесена представка. Градежниот инспектор од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам постапил по член 131 став 4 од Законот за градење и член 79 став 2.1 од Законот за инспекциски надзор и со известување до овластениот градежен инспектор при општина Центар побарал увид во документација за горе наведениот предмет. Ова првенствено значи дека од Државниот инспекторат тврдат дека постапиле по сосема други членови од закони, за разлика од тоа што го тврдат од општината Центар. Ако се погледнат законите и членовите што ги цитира Државниот инспекторат, излегува дека не е потребен подпис од министерот за транспорт бидејќи не постапувале по член 145, но има друг проблем. Градежен инспектор при вршењето на инспекциски надзор проверува дали овластениот градежен инспектор ги врши работите согласно со овој закон. Надлежните органи на општините се должни на барање на градежен инспектор да му овозможат да изврши увид во документацијата. Во оваа законска одредба јасно пишува дека државните инспектори може да ги проверат нивните општински колеги и дека општините се должни да дозволат увид. Но никаде не пишува дека под увид се подразбира одземање на предметот од општината. Уште помалку дека со увид може да се стопира извршно решение за рушење дивоградба. Во другите одредби на кои се повикуваат од Државниот инспекторат за градежништво во одговорот до 360 степени од Законот за инспекциски надзор, никаде не се споменува вонреден инспекциски надзор, туку само правата на инспекторот. Инспекторот при вршењето инспекциски надзор има право на пристап онаму каде што смета дека е неопходно и во секое време, во простори и деловни простори, локации и транспортни средства, и право непречено да ја разгледува целокупната потребна документација на субјектот на инспекцискиот надзор. Бидејќи случајно или не, одговорот од инспекторатот го добивме по изјавата на премиерот од четвртокот. Веќе следниот ден заминавме за Битола, каде се одржуваше свеченост за почеток на изградбата на автопатот коридорот 10Д. Целта овој пат ни беше да го слушнеме министерот Благој Бочварски. Му пристапивме пред церемонијата, објаснивме што бараме и ни закажа средба за подоцна. По свеченоста, министерот за транспорт прифати разговор, но не и да даде официјална изјава. Единствено, добивме уверување дека ќе добиеме одговорот како владата ќе добие официјални информации од Државниот инспекторат за градежништво. Ова значи дека уште едно локално прашање за дивоградба на државно земјиште, кое би требало да се реши по брза постапка, станува тема на највисоко ниво за кое ќе расправаат премиер и министер и тоа на владина седница.
Познати се имињата на државните функционери кои ја дозволија и ја дозволуваат оваа пародија со владењето на правото. Непознати се оние, барем не јавно, што очигледно имаат поголема моќ од државата. Продолжуваме со емисијата. Во изминатите неколку недели го следевме користењето на службените возила од избрани и именувани функционери на централно и на локално ниво. Сликата очекувано не е добра, иако засегнатите се обидуваат да се правдаат на најразлични начини. Во развиените земји за слични ситуации се даваат оставки. Од антикорупцијска, од каде пред известно време излегоа со темелен извештај на оваа тема, како една од мерките за превенција на злоупотребите предлагаат регистарските таблички на државните коли да бидат во друга боја, за полесно да се следат и препознаваат. Зоран Јовановски. Среда 5 април 16:30 часот. Владеачкиот СДСМ од дворот на партиското седиште ја најавува кампањата Рамо до рамо. Најавува дека ќе посетат речиси 1000 места во државата. Не затоа што до година има редовни парламентарни избори, туку за подобра иднина на татковината. Седиштето на СДСМ е близу до центарот на Скопје, но повеќето министри и други функционери и кадри на партијата од владините канцеларии до партиското седиште дојдоа со коли, и тоа службени. Меѓу првите во државна Шкода пристигна министерката за труд и социјала Јована Тренчевска. Среќа што возачот ја остави надвор од партискиот двор, зашто во него веќе беше сообраќаен хаос. Дојде едно од двете службени сандера што ги поседува Министерството за правда. Во метежот не успеавме да видиме кој излезе од него, освен дека остана паркирано покрај партиската зграда. Не видовме кој излезе и од вториот службен автомобил на Министерството за правда, присутен на настанот, БМВ со регистарски таблички СК 9210 АБ. Генералниот секретар на владата Методија Димовски излезе од Шкода што поради црниот сеат пред неа не можеше веднаш да влезе во дворот, па личеше како Димовски да дошол пеш. Црните службени коли продолжија да се редат. Следуваше вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Потоа со неколку службени возила стигна премиерот Димитар Ковачевски. Пеш дојдоа други министри, за транспорт и врски Благој Бочварски, за животна средина Каја Шукова, вице-премиерката за добро владење Славица Грковска. Партискиот двор веќе беше препон со коли, голем дел државни. Почитувани медиуми, почитувани партиски другари од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, почитувани партиски другарки. Партискиот настан беше почнат кога во дворот влезе уште една државна Шкода, која се паркираше на последното слободно место. Од неа излета вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Откако заврши најавата за Рамо до рамо, хаосот од коли некако требаше да се среди. Меѓу оние што требаше да си заминат беше и владиниот генерален секретар Димовски, кој откако ја забележа нашата камера, само го искористи багажникот на службеното возило и тргна пеш. Дел од функционерите подолго останаа во партијата, а службените возила ги чекаа паркирани наоколу. Преку електронска пошта пративме прашања до сите што дојдоа до партиското седиште со службено возило. Од Министерството за труд и социјална политика ни одговорија дека министерката Тренчевска всушност ја возеле дома, а партијата и била попатна точка бидејќи живее во истата општина, па не гледаат ништо спорно. При тоа, ако сте ги виделе возилата, сигурно сте забележали дека веднаш по симнувањето на министерката на попатната точка на движење, возилото се повлекува, односно си заминува од местото. Од пиар службата на Битики ни одговорија дека вице-премиерот пред и по завршувањето на кусата пресконференција извршувал владина агенда. На аеродром го испраќал хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, па промена на возилата не можело да се направи поради безбедносни и логистички причини. Вице-премиерот Маричич пак вели дека возможно е меѓу неколку владини активности да се случи посета на партиското седиште, а при тоа времето и логистиката да не дозволуваат промена на возилото. Тврди дека партиските теренски активности ги реализираа исклучиво со партиско возило. Во владата прашавме и за службената кола со која се возеше генералниот секретар Димовски, но не добивме одговор. Освен во дворот на СДСМ, БМВ-то и Сандерото може да се најдат и на паркингот зад Министерството за правда. Како што посочивме, тоа се службени возила на ресорот со кој сега раководи Кренар Лога од Алијансата за албанците. Едно утро, уште пред почетокот на работното време, решивме да провериме како се користат тие. Джипот БМВ го затекнавме на паркингот.
Но едното сандеро го донесе овој човек, дури околу 9:15 часот. Во 9:30 дојде црна Шкода, за која предпоставуваме дека ја користи министерот Лога. Ова возило неколку пати во текот на денот накратко заминуваше и се враќаше. Околу 9 часот и 45 минути пред нас се паркираше второто сандеро, а од него излезе овој човек. Очигледно, дел од службените возила на правда се носат дома или на други места по завршувањето на работното време. Ги прашавме во Министерството за правда зошто ги користат возилата за партиски и други цели. Оттаму ни стигна одговор само во однос на едно од возилата и тоа од државниот секретар Мухамед Точи. Не се сеќавам за конкретниот ден, никогаш службеното возило не го користам за партиски активности. Тоа може да било само инцидентно во деновите во кои сум имал низа службени активности. Црните службени Шкоди може да се забележат и на други локации. Оваа снимка е од паркингот на голем супермаркет во скопската населба Тафталиџе. Во колата влезе човек со полна чеса по пазарување во маркетот. Тргнавме по неа, а патот не одведе до владината зграда близу адвокатската уличка во која се сместени повеќе државни институции. За Шкодата се крена рампата и таа продолжи кон подземната гаража. Дознавме дека возилото го користи владината служба за општи и заеднички работи со која раководи Пеце Мирчевски, кадар на СДСМ. По електронска пошта прашавме зошто со службено возило и во работно време некој си пазари во маркет, но одговор не добивме. Понеделник 20 март 19 часот. Тој доаѓа. Со овој слоган речиси една недела беше најавуван митингот на владеачката ДУИ во скопската населба Чаир. Неколку часа пред настанот дојдовме и ние. Долго пред почетокот, на паркингот пред спортската сала стоеше паркирана црната службена Шкода, што ја користи Артан Груби, првиот вице-премиер и шеф на кабинет на претседателот на ДУИ Али Ахмети. Булеварот беше речиси блокиран од едно чудо црни возила што влегуваа во дворот на салата или се обидуваа да го направат тоа, а полицијата пропушташе само дел од нив. Груби нестрпливо го чекаше и тој навистина дојде, а со него во колоната дојдоа уште две службени Шкоди. До Ахмети беа претседателот на собранието Талат Џафери и министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи. Службените коли потоа ги чекаа во дворот на салата, во која, откако искористија државни ресурси, одржаа партиски говори. На прашањата за овој настан од кабинетот на вице-премиерот Груби ни одговорија дека тој никогаш лично не ја вози Шкодата, туку таа во секое време е кај возачот. Господин Груби живее на 50 метри од местото на настанот во Чаир и при враќање од работа е однесен и оставен од страна на возачот, пошто со се возилото е заминат. Но на терен не беше така. Возилото за цело време беше паркирано пред спортската сала. 9 дена предходно, сабота 11 март околу пладне, промоција на книга организирана од ДУИ во хотелот Хилтон во Скопје. Меѓу првите што стигнаа со службена кола беше министерот за образование Јетон Шакири. Со него од Струга возилото донесе уште еден патник, градоначалникот Рамис Мерко. Така, Мерко не морал да го пали службеното Ауди што пред 4 години го купи за речиси 70.000 евра. Дошле на државен, ама барем со еден трошок. И на овој настан следуваа едно чудо црни Шкоди. Повеќето од нив, најверојатно, откако ја забележуваа камерата, бараа паркинг на друго место. Голема колона со флешери и полициски возила го најавува доаѓањето на претседателот на собранието Талат Џафери. Еве и Шкодата што ја користи Артан Груби. На оваа телефонска снимка се гледа како тој излегува од неа. Со службено возило на партиски настан го донесоа и министерот за финансии Фатмир Бесими. По него наоколу се развозува и други црни Шкоди. Додека траеше настанот, службените коли ги чекаа функционерите на ДУИ, дел паркирани по тротоарите. Сите функционери што ги снимивме по електронска пошта ги прашавме зошто на партиски настан дојдоа со службените коли. Министерот за образование Јетон Шакири и вице-премиерот Артан Груби тврдат дека на настанот биле службено, на покана на државна институција, Институтот за духовно и културно наследство на албанците, кој бил и организатор, па според тоа не се работело за партиски настан. Но наспроти ова тврдење се фактите дека известувањето до медиумите за настанот го испрати ДУИ и дека во него пишуваше оти тоа е под покровителство на претседателот на ДУИ господин Али Ахмети. Никаде не беше споменато името на институтот.
Од кабинетот на министерот за финансии Бесими пак, кратко ни одговорија дека службеното возило го користи исклучиво за службени потреби, на настани каде е поканет во својство на министер за финансии. ВМРО ДПМН е опозиција, но само на централно ниво. Меѓу градоначалниците најбројни се кадрите токму на партијата што ја води Христијан Мицкоски. Па решивме барем во една општина со градоначалникот ВМРО ДПМН да провериме како се користат службените возила. Ова е зградата на општина Ѓорче Петров. Ова е влезот на паркингот. Првиот ден, четврток, 6 април, уште пред почетокот на работното време, се паркиравме и чекавме од спротива. Точно во 8 часот пристигна службеното Ауди, кое претходно го немаше на паркингот. Од него излезе, најверојатно, возачот на градоначалникот. За кратко време, некаде замина со колата и се врати за само неколку минути. Од возилото излезе и градоначалникот Александар Стојковски, па претпоставуваме дека го зеде од дома. Следниот ден иста рутина. Точно во 8 часот некој си доаѓа на работа со службеното Ауди. За 15 на минути си замина, па решивме да тргнеме по него. По 2 поминати сокачиња низ населбата, возилото застана пред една зграда и во него влезе градоначалникот. Продолжија до основното училиште Мирче Ацев, кој е на минута подолу. Таму градоначалникот кратко зборуваше со една жена, веројатно вработена во училиштето. Назад во службената кола кон главниот булевар во населбата. Кратко до дуќан и градоначалникот стигна на работа. Но службената кола не остана на паркингот. Низ уличките зад општинската зграда влезе во тесен сокак и застана пред приватна куќа. Возачот и уште еден човек натоварија автомобилски гуми. Потоа службеното Ауди си замина придружувано од белото Мицубиши и се паркираа пред вулканизер на главната улица во Ѓорче Петров. Гумите ги претоварија во Мицубишито, а возачот заедно со другиот човек си заминаа со службеното Ауди. За кратко ги изгубивме, но на крајот видовме дека Аудито беше вратено на општинскиот паркинг. Околу 9:30 часот, градоначалникот и уште неколкумина со службената кола заминаа на литургија во црквата Свети Петар и Павле. Дента беше празникот Свето Благовештение. Попладнето се уште не беше 15 часот, а во Аудито влегоа возачот и градоначалникот. По истата рута Стојковски го вратија пред зградата од каде утрото го зедоа. Google Maps вели дека растојанието меѓу оваа зграда и општината е 700 метри, или 2 минути со кола, а 9 минути пеш. Потоа возачот тргна назад кон општината, но наместо службеното возило да го врати на паркингот, си продолжи право. Аудито го најдовме паркирано зад населбата кај Вардар. Тука се задржа околу половина час. Потоа повторно отиде во сокакот пред куќата пред која утрото ги товареше автомобилските гуми. Но додека вртевме круг по уличките за да дојдеме пред куќата и да видиме што се случува, Аудито веќе го немаше, а во дворот на куќата беше паркирана белата кола со која утрото беа на вулканизер. Кај зградата на општината чекавме и по истекот на работното време, но службената кола никој не ја врати. Следуваше викенд. И до општина Ѓорче Петров пративме прашања за начинот на употреба на службеното возило што го регистриравме. Оттаму ни одговорија дека менувале гуми на службеното Ауди, а не на приватно возило. А Аудито градоначалникот го користел исклучиво за подолги службени патувања надвор од градот. Тврда дека возилото никогаш не било употребувано за какви било превезувања стоки и приватни работи и додаваат дека нема да дозволат никакви неосновани инсинуации. Може би мислат на оваа снимка на која со службената кола градоначалникот го земаат од дома. Не надвор од градот, туку на нецел километар од работното место. Во Тетово затекнавме поинаква состојба. Градоначалникот Билјал Касами се вози со овој црн Мерцедес, кој е регистриран на скопски таблички. Бидејќи автомобилот не е службен, прашавме чие, на кој начин се користи и како се плаќаат трошоците за негово користење. Од општината ни одговорија дека Мерцедесот е на движењето Беса, но дека се води на приватно лице бидејќи во тек е процедура за префрлање на сопственоста. Трошоците велат дека ги плаќа партијата, освен ако Касами не оди на подолг пат. При редовно користење на возилото, трошоците за бензин и сервисирање паѓаат на товар на движењето Беса. Доколку има службено патување, согласно правилникот, тоа се реализира со платен налог и во ваква ситуација општина Тетово ги покрива трошоците согласно законските процедури.
Кодекс за етичко однесување на членовите на владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата. Вака е насловен документот од септември 2020 година, во чиј член 19 користењето на службените коли е ограничено за службени потреби, а потенцирано е дека не смеат да се користат за приватни или партиски цели. Тој може би директно не се однесува на градоначалниците, но како што видовме, уште помалку го почитуваат оние за кои е наменет, владините функционери. Државната комисија за спречување корупција во 2021 година објави извештај за располагањето и користењето на државните средства од службени лица. И дојдовме до следните заклучоци, дека институциите во најголем дел немаат донесено правилници за користење на службеното возило. Нема донесено одлуки, односно определени лимити колку можат во месецот да потрошат. Повеќе од 50% од овие институции ги дава колите за користење 24/7. По објавувањето на извештајот на антикорупцијска, тогашниот вице-премиер за борба против корупција Љупчо Николовски започна постапка за донесување владина одлука со која се уредува користењето службени возила во сопственост или на користење на државата. Во одлуката донесена на Бргу пишува дека користењето службени возила треба да биде одобрено, оправдано, наменско и рационално и во сообразност со визијата, мисијата, целите и делокругот на работата на државниот орган согласно неговите надлежности. Пропишани се и формулари, како месечен налог за користење службено возило и налог за службено патување што треба редовно да се пополнуваат. Кој го користел возилото, кој го возел, кога, каде и зошто и колку километри се поминати. Меѓутоа, ние немаме сознание, немаме увид дали се почитува и кој врши контрола на неговото спроведување. Дотолку повеќе што сме сведоци дека возилата се уште се злоупотребуваат на некој начин. Во хаосот од возила, особено по скопските улици, може само да се претпостави колку службени возила се користат секојдневно спротивно на правилата. Веројатно многу полесно би било да се забележат службените возила ако се некако означени, па така полесно и би се констатирале злоупотребите. Од антикорупцијска имаат идеја службените возила да се со регистарска табличка во друга боја, како што се жолти оние на такси возилата. И тогаш многу лесно граѓаните ќе ги забележуваат и надвор од работно време кај се користат, дали ќе бидат пред кафичи, пред теретани, пред џамии, пред не знам што, испаркирани овие службени возила. Антикорупцијска еднаш се обиде да стави ред, кога направи и објави регистар на службени возила со регистарските таблички. Тој регистар ни послужи и нам, но лесно се забележува дека колите на многу институции ги нема во него. Иако имаат законска обврска сите да ги пријават, меѓутоа тој регистар се полни врз основа на пријавите од страна на институциите. Ние разговаравме со МВР како тие да го напредат регистарот на службени возила, да ги, МВР имаат единствен регистар во кој што ги има и службените и приватните. И сега разговаравме да се унапреди тој регистар, таа база на податоци и точно да се знае кои се службените возила и од таму да се црпат полесно податоци. Меѓутоа и тоа е се уште во тек. Ако некој си ја носи службената кола дома, постојат и ризици. Што ако нешто му се случи на возилото? Таков беше случајот со заменик директорот на затворот Идризово Феми Јонузи, чиј службен пасат изгоре паркиран пред џамија во неговото родно Студеничани. За настанот самиот пријавил во полиција. Директорот Зоран Јовановски потврди дека на заменикот му дал службено возило на користење 24/7 поради службени обврски, но не знае зошто Јонузи со него бил во џамија. За разлика од нашите функционери, поранешната министерка за образование на Естонија, Маилис Репс, во ноември 2020 година поднесе оставка откако медиумите објавија дека нејзиниот возач со службен автомобил и ги носел децата на училиште. Премиерот застана во нејзина одбрана, но ја прифати оставката, а Репс ја призна злоупотребата и им се извини на граѓаните. Треба да помине време за да се зголеми свесноста кај функционерите за користењето на државните ресурси како што се службените возила, вели вице-премиерката за политики за добро владење Славица Грковска во интервјуто што ни го даде по нашето теренско истражување. Домашниот функционер, вели таа, се уште е понаклонет да плати казна отколку да се покае. Вице-премиерка Грковска, што ќе преземете за функционерите што ги злоупотребуваат службените возила? Дали некако ќе бидат санкционирани или на било каков начин повикани на одговорност?
Јас сум одговорна само за избраните и именуваните функционери од страна на владата и до сега се потврдило дека доколку добиеме соодветна аргументација која што оди во насока на тоа дека е прекршен етичкиот кодекс кој што мора да го почитуваат избраните и именуваните функционери од страна на владата, дека сме постапиле непристрасно, без разлика за тоа за кого станува збор, и истото ќе биде и во овој случај. Ако се докаже дека има избрани именувани функционери во владата и од страна на владата кои го прекршиле етичкиот кодекс, тогаш ќе се изрече првата мерка која што според кодексот ни стои на располагање, тоа е опомена за да не се повтори истиот прекршок повторно. Кои механизми ви се на располагање со оглед на тоа што веќе опоменавте некои од функционерите, но праксата продолжи? Што ви е друго на располагање? Во случај кога истото прекршување ќе се повтори, доколку е веќе еднаш опоменат функционерот, втората мерка е да се извести премиерот дека тој функционер повторно го прекршува етичкиот кодекс за истата работа и тогаш е во рацете на премиерот да одлучи за каква мерка врз основа на кодексот ќе одлучи да го санкционира. Тие се потези кои што барем засега се покажуваат како неделотворни, затоа што продолжува праксата. Знаете како, јас не можам да се согласам со тоа дека не вродуваат плод. Има влијание тоа во однесувањето на функционерите, меѓутоа, за жал, не кај сите. И се надевам во ситуација кога ние ќе продолжиме непристрасно да изрекуваме мерка врз основа на кодексот, ќе станат функционерите доволно свесни дека е само прашање на време кога ќе се открие ако има злоупотреба на користење на службени возила, например, како што рековте, или било какво прекршување на кодексот. Ова е процес заради тоа што етичкиот кодекс не е закон. Нема можност за прекршочни одредби. Меѓутоа, тоа е механизам со кој што се поттикнува свесноста и совесноста за почитување на одредени норми, морални норми на однесување на функционерите кои што се многу важни и кои што во повисоко развиени демократски држави имаат голем ефект. Во другите држави има многу поголем ефект ако на некого му изречете мерка врз основа на етичкиот кодекс, која што се однесува на етички и моралните вредности, отколку прекршочна. За разлика од кај нас е се уште во најголемиот дел полесно некој да си ја плати казната, отколку да води сметка за етичкиот и моралниот момент на делото што го направил. Целото интервју со вице-премиерката Грковска на оваа тема е достапно на нашата интернет страница 360stepeni.mk. Овде ќе одиме на реклами, а по нив ве поканувам да одгледаме новата саботажа. Ненамерната грешка дополнително се актуализира ставајќи ги во контекст двете групи население кои се познати по својата скржавост. Иако не се верува дека би дозволиле трошење параграфи, во посебен дел на преамбулата би било коректно шкртоста како карактеристика уставно да ги интегрира заедно со тетовците и со, например, шкотите. Секако дека стануваше збор за лапсус, мислам дека на сите ви е јасно дека стануваше збор за евреите и се извинувам на егејците. Место треба да им биде отстапено и на паланчаните, бидејќи нивните представници во власта мощно јасно покажуваат дека се адаптираат на аскетизам, штом толку долго време успеваат да живеат без да имаат пара во джебот. Моите картички се изгубени во Брисел, не се со мене. Отвараме фондација нешто? Нема потреба. Нешто подолу е и Штип, оттаму доаѓа еден човек кому државата молку му даде практично се.
Не е јасно што тој врати на неа, но евидентно е дека си има своји поддржувачи, кои за волја на вистината имаат различен период за неговата улога во општеството и пошироко. Пациентите оживуваше ги. Тоа е ангел на земјата, не е човек. Доктор Жан не е светец. Никој не е светец, уште помалку неговиот сограѓанин, кој случајно или не се појавува во период кога зачестено се шпекулира за тоа кој ќе биде председателски кандидат. Соочен со минатото, со гушењето на слободата на информирање и оставањето без леп на стотина новинари и медиумски работници. Во дипломатски манир, користејќи го заборавот, тој сега се представува како жртва. Кога слушате вакви мали Сталини, како овој сега што зборуваше. Сега се обидуваш он да не ве навреди и вие не го навредувате, да? Не, јас се чувствувам како Булгаков. Бидејќи за да има Булгаков мора да има и Сталин. Кој знае, дали за него и за останатите жртви на системот ќе се најде некој што ќе има разбирање. Анкетираните кандидати веќе ги представуваат своите платформи и почнуваат да ветуваат што би сториле доколку би се преселиле на вила Водно. Прва работа што би ја направил како председател? Ќе фрчат амнестии. Амнестии? Амнестии. Добро, кој ќе се амнестира? Ќе видите тоаш. Све што е политички случај има да се амнестира. И на крајот, за амнестираните Титови младенци кои се трансформираа во радикални десничари и како и секогаш се добро информирани за се. Али Ахмети и новата амбасадорка на САД во Македонија, кои смислиле начин како високиот рейтинг на професорот, би рекол, Христијан Мицкоски, да го намалат рейтингот на ВМРО ДПМН, кој е високо во планината, а овие доле во македонскиот политички глип, би рекол ја, блато, она живо која те носи надолу. И ја гледам тука едно лицемерие. Иначе се гледа цврст карактер жена, ја знам да познам алфа женка што е. На алфа мажјаците кои располагаат со рафиниран вкус, тешко им се фаќа крајот. Ама мора да им се признае дека ако ништо друго, тогаш со сигурност умеат квалитетно да се гребат. Постојано и на сите страни. Со саботажата ги исцрпевме содржините за вечера. Се ова е достапно на 360stepeni.mk. Посетете ја. Се гледаме повторно в петок од 22:20. Пријатно.